следува и нашата утринска тема. Од утрово, доколку не следите од самиот почеток, веќе напоменавме дека посебно ќе биде актуелна за оние кои што во моментов можеби се во блажена состојба и се на својот пат да се устварат како родители. Особено ако тоа ви се случува за прв пат, верувам дека ќе ви бидат добредојдени и советите и сите оние препораки кои што денеска ќе ги дадеме со нашата гостинка, ќе зборуваме за тоа колку е важна психофизичката подготовка на трудниците и што се е ново или возобновено на клиниката за гинекологија и акушерство во нашата земја, нешто што ќе биде апсолутно бесплатно и достапно за сите вас кои што ќе бидете заинтересирани. Така е, за кратко ја почнуваме нашата утринска тема. Секогаш кога зборуваме за нашите теми, сакаме почесто да го слушнеме и мислењето на граѓаните. Затоа Марија ни направи една кратка анкета, а оние кои што ги сретно одговара на прашањата колку сметаат дека е потребна психофизичка поддршка во тие денови или во тој периодот на бременоста и од тука колку е важна едукацијата на идните мајки и оние кои што ги поминуваат во моментот тие, односно во тој период тие денови или месеци. Па во продолжение ќе ги слушнеме нивните одговори и започнуваме со нашата утринска тема. Дали сметате дека кога жените се бремени, заслужуваат голема поддршка и дали сметате дека во текот на бременоста им е потребна едукација поврзана со тоа? Да. Потребна едукација секако. И поддршка се. И во бременоста и понатаму кога се одгледуваат деца, потребна едукација. Па да, сигурно дека заслужуваат. Да, многу повеќе од тоа што е без. Зависи во која средина се, зависи кој статус се, дали треба. Па веројатно треба. И едукација и поддршка. Поддршка секако, едукација исто така. Меѓутоа, тука е инстинктот, тука е кај жените. Емотивните состојби. Има многу фактори. Да. И теа погледнавме анкетата, дел од овие повозрасни господи кои што веројатно го поминале тој дел од животот, па сега треба да дадат поддршката и на своите, доколку ги имаат, се разбира, млади ќерки, но она кое што го спомена ќе го надоврзаме и во разговорот за мајчинскиот инстинкт кој што верувам меѓу другото ќе го споменеме и со нашата денешна гостинка, а тоа ни е акушерката Сања Буклишева, која што ни доаѓа од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и со која што ја реализираме оваа тема. Доста прашања имаме на кои што ќе ги добиеме соодветните одговори. Добро дојдени за идните мајки кои што можеби во моментов не гледаат. Сања, добро утро за вас и добро ни дојдовте во утринска тема. Добро утро и најнапред да ви се заблагодарам на поканата. Благодариме и ние на оваа соработка и можност да можеме и да го најавиме она кое ќе следува за идните мајки, но истовремено и да позборуваме за тој доста важен период каде што не само мајката, туку и детето кое што го носи се подготвува нели за да дојде на свет, а сето тоа да биде во една хармонија, затоа што знаеме дека бременоста е период во кој што мајката прилично се соочува со поголем број предизвици, како физички, така и психички, а исто така таа треба да биде доволно стабилна и од двата аспекти за да може да нели го и донесе на свет своето дете, но и да го изгледа како што треба. И со тоа ќе се согласат сите мајки, но ајде да почнеме со ред. Би започнале со она кое што повторно продолжува во, да речеме, во Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, а тоа е курсот за психофизичка подготовка на партнерите, поточно на идните родители. Така. Значи, на клиниката за гинекологија и акушерство од 1 октомври почнуваат часовите за психофизичка подготовка на трудници, каде што и пружиме значи целосна поддршка и подготовка да поминуваат нели полесно низ овој процес. Сега на самите часови за психофизичка подготовка, значи ние имаме направена програма каде што се опфатени повеќе теми. Значи низ целиот период каде што ќе поминуваат нели трудниците. На истите часови, значи има простор и време за прашање и дискусија, каде што секоја трудница добива еден индивидуален пристап, а меѓу другото нели се гради и чувство на заедништво, бидејќи нели е заедно со идните трудници кои што се нели присутни на овие часови. Во програмата за психофизичка подготовка на трудници, значи учествуваат стручен тим кој што е составен од акушерки, гинеколози, анестезиолози, педијатри и секако нели неонатолошките
сестри. Со тоа што се добиваат корисни совети од типот еве акушерките ги даваат советите нели како да се справуваат со болката, значи како да дишат, позиции за време на породување, техники на релаксација. Гинеколозите ни кажуваат кога да дојдеме во болница, кога е започнато породувањето и кои се тие итни состојби кога треба да се јавиме ние во болница. Со анестезиолозите часовите ќе бидат од типот на безболно породување, затоа што од 1 октомври секоја трудница ќе може да избира начин на породување, дали ќе е со техники на дишење, на движење или ќе е со од типот на аналгезија, каде што во зависност од отвореноста на маткиното устие, значи имаме два типа, повеќе за тоа анестезиолозите нели ќе зборуваат со нив. Еве само ја ќе најавам дека во зависност од отвореноста имаме лајт спинал и епидурал кој што може да се продлабочува ако периодот до експлозија на плодот трае подолго за разлика од лајт спиналот. Само тука едно подпрашање, тоа може да го бира самата трудница или тоа оди во консултации и препорака со доктор и со анестезиолог? Така, во консултации со гинеколог и анестезиолог. Желбата е едно, меѓутоа нели објаснувањето, реалноста е друго, објаснувањето дали одредена пациентка може да добие безболно породување, зависи од прегледот на гинекологот кој што ќе го ординира и ќе го повика анестезиологот истата да биде дадена. Со тоа што анестезиологот ги објаснува кои се бенефитите и нус појави во текот нели од самата анестезија и самата пациентка нели потпишува согласно за истата. Така. Сања, овие програми можеби се релативно нови во нашата земја, бидејќи нели пред известен период и се одржувале, сега повторно возобновени се враќаат, но во Европа и во светот и тоа како се присутни заради тоа што навистина таа поддршка многу значи, особено на млади мајки или луѓе кои што за прв пат се соочуваат, меѓутоа да речем во порана возраст. Можеби кај нас е малку поместа на границата и се поголем број на жени се одлучуваат малтани после 30-та, 35-та година да се остварат како родители, но сепак поддршката е многу важна. Со какви трудници се соочувате во смисла на тоа колку се информирани, колку не се информирани за целата состојба, колку се желни за да научат или се наоѓаат можеби во една ситуација каде што навистина не знаат што им се случува, а им треба буквално некој кој што ќе ги насочи на вистинскиот пат, бидејќи тоа се моменти кога има експлозија од хормони и кога нели телото едноставно манифестира како ќе се однесуваме. Така, еве од искуство можам да ви кажам дека трудниците кои што имаат посетувана психофизичка подготовка, дали дали тие ќе бидат приватно или ги следеле на социјалните мрежи или на YouTube, така, затоа што се веќе подостапни, доаѓаат поспремни, значи посигурни, свесни за своето тело, свесни за целиот процес низ кој што треба да поминат, за разлика од трудниците кои што нели се соочуваат со несигурност, нивната мисла води кон тоа дека они не може да го поминат тој процес, дека ќе се случи нешто и така натаму. Стравот од непознато, особено за прв пат, е многу присутен, но кога би имало нели знаење, ќе биде многу поедноставна таа борба. Затоа се и овие психофизички нели подготовки за трудници, затоа што кога ќе се качи пациентката нели во родилна сала за породување, она веќе знае со што се соочува, ги знае фазите на породување, значи ги знае чекорите, ги знае отварањето, значи го знае напонот кој што со тоа што нели она има поголема самодоверба и доверба во персоналот кој што претходно нели бил во контакт со истиот. Да, автоматски кога нешто ни е познато, тогаш се чувствуваме и посигурни. Факт е дека тоа ќе биде предност и придонес за секоја трудница, но веројатно кога зборуваме за психофизичката подготовка и поддршката ја добиваме од оние кои што се стручни како вас, но подготвеноста се разбира ќе ја имаме доколку посетуваме таков курс и доколку тоа внимателно го слушнеме. Од една страна психички и физички тоа треба да биде во една симбиоза или како велиме баланс, за да биде се како што треба. Кога ги давате овие совети или кога се реализира овој курс, што е всушност најважно за трудниците во однос на советите кои ги давате за правилната исхрана, потоа физичката активност и секојдневните навики во бременоста, кои што би требало да ги практикува бремената жена?
Па најнапред нели на самите часови за психофизичка подготовка, значи ние правиме и пробни дишења, значи имаме јога за трудници, вежби за трудници, начин на спроваѓање за болка, за да она кога ќе дојде во контакт нели со персоналот кој што е моментално нели на работа и во фаза на раѓање, тај знае истото да го спроведе. Значи, со правилно дишење, положба за време на породување, значи напони кои што ги насочува нели самата акушерка кога станува збор за нормално спонтано породување. Така, овој период верувам дека не гледаат и доста трудници, така што веројатно ќе има и интерес за сето ова што ќе се случува на клиниката за гинекологија и акушерство. Споменавте започнува од 1 октомври. Кој се може да се приклучи во смисла на тоа дали некоја која е во поодмината бременост или во рана бременост, има ли фази како тоа се ќе се одвива, колку пати неделно ќе биде, чисто да им дадеме значи, подетална слика на особено на трудниците кои што не гледаат. Така. Значи психофизичката подготовка за трудници ќе започнува од 30 и 32 гестатиска недела. Во самата програма нели се вметнати 5 до 6 часа, каде што еден час ќе биде неделно. Сега на овие психофизички часови за трудници, значи може да се пријават не само првородките, може да се пријават и повеќе родки, нели, и сите оние трудници кои што сакаат да бидат поспремни и нели активни во самиот процес на породување, нели, каде што е и поголема и самодовербата. Сега тие може да се пријавуваат секој работен ден од 8 до 14 часот на телефонскиот број 078 485 335. Единствено тоа е начинот на кој што Тоа е начинот сега за сега. Објавено е ова некаде по социјалните мрежи, на вашата веб-страна можеби? Да, на страницата на клиниката за гинекологија и акушерство. Да, пред крајот ќе го повториме уште еднаш бројот за да можат нашите бремени гледачки да го забележат. Партнерот исто така особено важен кога зборуваме за бременоста, поддршката од партнерот е неопходна, па како и дали партнерот може да се вклучи во овие курсеви, па меѓу другото е таа едукација да биде пренесена и на партнерот, се разбира, бидејќи учествува во цел тој дел, освен во породувањето. Така, значи нови психофизички часови, значи пожелно е да присуствуваат нели сопрузите, партнерите или близок член од семејството, каде што ќе бидат вклучени и инволвирани во целиот процес од почетокот на бременоста до самото породување, па и после породувањето, каде што нели ќе може да и помогнат на самата мајка во текот нели за негата на новородено, како треба нели да ја процени итноста за донесување на пациентката нели во болницата, да не се ствара паника, него едноставно се заедно е за двајцата. Предпоставам дека овој курс се споменува и оној момент кој што за жал и трудниците кои се соочиле со тоа во смисла на одредена компликација или кога ќе дојде моментот за поредување, констатацијата од страна на докторите дека треба да се случи царски рез. Па во таа насока и таа психичка подготвеност е особено важна, бидејќи идните мајки некако си имаат плани, се замислуваат како и на кој начин сакаат да изгледа нивното поредување и кога ќе дојде тој момент, тие се подготвени за тоа, да, но стравот како таков си постои. Кога ќе дојде тој момент, ако треба да биде тоа оперативно, поточно со царски рез, како претходно би требало бремената жена да се подготви за тоа во секој случај. Така, значи на самите часови се објаснува и можноста за нели ако немаме можност за спонтано вагинално породување, тогаш значи имаме инструментално вагинално породување, кој што е нели вакуум и форцепси, меѓутоа за тој дел претежно нели гинеколозите и акушерите одлучуваат. Секогаш ако треба самото раѓање да се заврши со царски рез, е со причина. Што значи тоа? Дали детето страда, дали нели имаме застој нели на самите контракции кај мајката, медицински кажано инерција. Со самите прегледи, значи самите гинеколози и акушери одлучуваат каков ќе биде завршетокот на раѓањето. Вие сте акушерка, може да ја споделиме вашата улога, бидејќи можеби многумина од луѓето и не знаат дека на некој начин
улогата на акушерка е многу поважна во периодот на породување од улогата на гинекологот или оној кој што ќе те породува, како велат народски кажано. Каква е поврзаноста ваша со родилката, што таа треба да знае за вас и која е вашата улога во целиот процес? Така, акушерката значи има едно есенцијално значење во текот на самото нормално, спонтано породување, каде што нели таа настапува со емпатија, каде што нели работи и минува низ целиот процес со родилката, значи и дава нели поддршка во целиот тој процес, значи помага при намалување на болките од типот на правилно дишење, од типот нели за одредена масажа, со тоа што нели таа е сепак првиот здравствен работник кој што нели го има контактот со самото новородено и со самата пациентка. И сега на истите психофизички вежби, значи ние сакаме да стекнеме доверба, значи пациентите да имаат довербата во нас. Затоа што со доверба верувајте дека имаме искуство кое што е непроценливо за самите трудници. И со доверба и со добра соработка. Така. Дали можеме да потврдиме дека денешните девојки, жени или идни мајки, оние нели кои што вие во минатото сте ги породувале или како нели акушерка со искуство, дека навистина во ова современо време или современ свет во кој што живееме, при достапност на информации, можеби изворот е доста важен од кај ќе додат тие информации, соодветно на овај ваквиот курс, но имате ли чувство дека денешните современи жени и мајки се прилично информирани за тоа што ги очекува во бременоста, па и на самиот чин на породување, а и постпородилно, иако неспорно е дека поддршката постои, но разликата од некогаш и денес во однос на токму тој напредок за тоа што значи да се биде една мајка или еден родител? Значи, за разлика нели од порано, мислам дека се поспремни затоа што нели ипак социјалните мрежи, читањето на па и литератури, достапноста до информации доведува да самите пациенти нели знаат со што ќе се соочат, знаат што треба да прават, меѓутоа пак ќе кажам дека психофизичката подготовка е една стручно, каде што нели имаме и вежби, каде што физички така и психички ги подготвуваме пациентите за породување, со тоа што нели една подготвеност, психофизичка подготвеност кај трудница дава една сигурност, а сигурноста дава еден позитивен исход како за мајката, така и за новороденото. Да, тој и беше поентата, затоа што едно е тоа што ќе го прочитаат или ќе го слушнат како искуство, а друго е кога ќе се нели научи или кога ќе се едуцираат од стручни лица или конкретно на ваков курс. Сања, во дел од фазите кои што се предвидени во рамки на овој курс, ако можам така нели да го наречам, се наведени работи кои што доаѓаат по породувањето. Затоа што и тоа е важно и тоа е една ситуација во која што особено оние кои што за прв пат ќе се соочат со тој момент или со новороденче, голем дел од работите не им се познати. Она повторно се навраќаме на она едно е нели да читаш, да се едуцираш и така натака, но кога ќе дојде реалноста е веќе сосема нешто друго. Многу од мајките знаат да кажат дека се соочуваат со предизвици со доењето. И тоа е нешто што е наведено дека ќе дадете нели некаква поддршка, односно дека е дел од целиот овој курс, но на кои поважни работи по породувањето ќе се задржите и ќе ги информирате, односно едуцирате идните мајки. Во програмата за психофизичка подготовка на трудница, значи имаме еден дел кој што е како наречен четврта фаза, каде што предавањата ќе ги држат сестри од неонатологија. Што значи тоа? Значи ќе помогнат на самите родилки кои што нели се оствариле како мајка да го воспостават тој прв контакт нели со новороденото, што значи да ја помогнат во доењето, позиции кои ги има нели на доење, начин на нега на папче, бањање, повивање, хранење, спиење. Се она што потоа ќе ги очекува дома. Така. Апсолутно. Сакаме да бидат спремни без ниедно нели подпрашање кое што не би имале одговор.
Може да кажеме и за она практична работа или, како велиме, физичката активност која што треба да биде присутна и во текот на бременоста. Да, ете, можеби оние трудници кои што можеби се загрижени за тоа како и на кој начин и во текот на бременоста зголемувањето на тежината, потоа како сето тоа ќе го спроведат или да речеме да останат во форма и во кондиција со оглед на тоа што апсолутно е препорачено во бременоста да има физичка активност и пешачење и некои лесни вежби и тоа ќе биде исто дел од овој курс. Така ќе биде дел од овој курс, каде што нели на самите пациентки ќе се кажува дека треба да имаат лесни вежби, да имаат јога, значи да имаат пешачење, сето тоа поврзано со нели хидратација, меѓутоа со дозвола од гинеколог акушер. Ако веќе станува збор за патолошка бременост и таа треба да биде во мирување, нели не може да ги изведува овие вежби. Може да се навратиме на периодот кога веќе и постоеше ваков курс и кога имаше и потреба и интерес за тоа колку навистина трудниците го посетува и како во пракса тоа беше доста важно, поточно навистина забележавте дека е корисно и тоа повторно со поента и со цел да ги повикаме оние кои што можеби пак се во дилема, дали да посетуваат, дали некој можеби од нив кажат немам сега ниту време ни енергија, знаеме како и бременоста знае да истошти во тие месеци, да ете се мотивираат да дојдат. 2003 година со помош на УНИЦЕФ беше отворена школата за психофизичка подготовка на клиниката за гинекологија и акушерство, каде што 12.000 трудници ја имаат посетено. Пак ќе се навратам на тоа. Психофизичката подготовка е многу битен дел во делот на бременост, породување и постпородилниот период. Зошто е тоа така? Значи, спремноста, сигурноста, довербата е битен дел од целиот тој процес, да го наречам. Имавме многу позитивно искуство на клиниката за гинекологија и акушерство, кога ни дојдеа пациентките кои што веќе беа спремни, кои што веќе беа запознаени, кои што веќе беа свесни за целиот тој процес, за самото свое тело. Значи, што се случува, што ќе се случи и како понатаму. Така да ги повикувам сите трудници да се пријават. Телефонот можете нели да го кажете го слободно уште еднаш. 078 485 335. Пријавањето е од 8 часот наутро до 14. Претпоставам треба да ги остават своите лични податоци и од таму ќе ги контактираат веројатно за така. И пак ќе напоменам дека овој курс е за трудници кои што се 30-32 недела. Во зависност од групите, еве сега ние минатата недела кога почна објавата, значи имаме 16 или 17 трудници кои што се веќе пријавени и еве ние имаме првата група. Каде што со нетрпение чекаме да се работуваме. Има ли одреден капацитет, например, да биде исполнета групата или нешто кое што би било во некои одредени граници, бројка или чисто да знаат оние кои сакаат да побрзаат? Подготовка и курсот, значи се наменети за сите. Задоволството е наше да бидеме дел од тој убав период нели на самата жена, да ја наречам, пошто 33 периода за време нели на бременост, породување и постпородување. Така да нема ограничен број, задоволство ќе ни биде да се пријавуваат, а ние ќе се организираме. Сања, некаде пред крајот, бидејќи имате богато искуство на оваа тема, кои се најчистите стравови или најголемите стравови на овие денешни трудници со кои што се соочуваат? Какви се прашања стигнуваат до вас? Претежно прашање. Се плашат ли се уште од природното породување? Се плашат. Се плашат од природното породување, одредени. Сега не можам да кажам, значи не се многу, не се сите. Се плашат најмногу од делот дека нема да го издржат целиот тој процес на породување. А нели кога ќе ја објасниме дека треба да станеме, треба да се масираме, треба да дишеме, значи би требало некаде да раѓаме околу сат, сат и пол, два и веќе знаеш,
почнува и знаат да не прашат, ама поминаа саат време. Значи, регањето не е фиксно, нели? Да. Ипак, наша главна цел, како акушерки во родилна сала, ни е битно и покрај, нели, контракциите кои што ги има мајката, кои што сакаме, нели, да ја помогнеме низ целиот тој процес да помине, нели, побезболно. Исто така ни е битно, нели, ни е битен исто и плодот кој што е во утробата и кој што треба, нели, да се роди наскоро, кој што го очекуваме. Со тоа што ние ги мониторираме, нели, и мајката и бебето, да видиме, нели, какви контракции, да видиме срцева акција кај новородено и за секоја неправилност го информираме гинекологот акушерот. Да, и тука особено ќе го споменаме и како што рековме постпородилниот период, кој што знае да биде навистина и напорен период на адаптација на мајката со своето бебе и доста, да речеме, тежок за мајката, доколку ја нема таа психофизичка подготвеност. Роле од емоција, така си го опишував. Доколку ја нема, затоа и особено во тој дел ова навистина ќе помогне и јас верувам дека ова допре до сите оние кои што не гледаат имаат потреба, а тоа се трудниците или идните мајки и уште еднашите информација или потсетување од 1 октомври стартува курсот. Пријавувањето трае, може да се пријавите и да го посетите курсот и едукацијата, како велиме, доста важна за периодот кој што следува за сите нив. Сања, благодариме за гостувањето и за вашето време и за можноста што имавме да ја споделиме оваа информација и со нашите гледачи за стартот на курсот за психофизичка подготовка на бремените жени на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Ви посакуваме пријатен ден и пријатна работа.